Приказните на баба Солунка. Дечиња, тишина. Уште една приказна од баба Солунка. Девојчето сираче што одеше на вода. Си било еден маж и жена, умрела мајката, дете остана сираче. А татково се прежени, зема друга жена и таа донесе една ќерка. А ваја ги спрема дома, направи масата, посла стави чинија земјана гра и ги чека гостиве. И дојдоа гостите и вика татко, еве ти ќерко сега и мајка и сестра. И она, добре дојде мајко, и баци рака. Добре дојде сестро, сестрата вако далеко, неќе да види. И седнале, вечерале, и сега куќава им е мала, им е тесна. Маќава вика, додиш на печалба, рече. Да спечалиш некој динар, додиш во странство, па да направиме куќава поголема. И татко го трга и вика, слушај жено, ќе ги гледаш двете истите како да се твои, да не ги двоиш. И отидон на печалба и се суреду и девојче сирачево и маќавата и ќерката лежат. И ја мести вазната на масата. Потакај, не повакај, потакај, па не повакај, ја мачи, ја само ти ја истизава. Едно време ја намисли, добро, речај, доста е. Се гледа дека не знаеш ништо. Ај сега рече, ќе одиш на изворот горе у планината да ми донесеш вода, од таа вода сакам да пијам. И девојчево зема вака снег многу, зема две бардачиња и тргна. Отиде, го најде изворот и им рече, добро вечер, добри луѓе. И ја праша баба Марта, ќе ти дадеме, рече, вода да си напълнеш, ама чекај, рече, малку прво да те прашаме нешто да кажеш. Кои месеци се в годината убави? Вика, јануарија, најмил и февруар на децата. Оти снег има, се лизгаат, многу е убав. Ами баба Марта вика, многу уште пубава. Оти она и сонце ќе ни огрее и дожд ќе ни даде. Полето ќе ни го нароси. Многу ни е убаво. Ами рече април и мај. Април рече цвет ќе ни донесе, а мај ќе ни донесе плод. Ами јуни и јули кои се? Па јуни ја рече здрее житото, а јули и август го жнијат, го вршат, лепни носат. Септембар се бере овошјето. Ами октомбар и новембар се вика уште пубави. Ќе ни донесат јаболка, гројзе, вино, шира ќе направиме, се ќе јадеме, ќе пиеме. А децембар ја рече уште поубав. Најубави ни се сите месеци. Рече, ќерко, приди, напълни си вода, од секој збор убав, по еден алтан од устата да ти паѓа. Са и вика маќата на ќерка е. Стане, рече, да ги земеш барлачињата, додиш на изворот. Да напълниш вода, ти гледаш ваа, вика на секој збор, која рече добро вечер, мајко, и падна еден алтан од устата. Ги зеде барлачињава, отиде на изворот таму, не им рече ни добро вечер. И право сака да напълни вода, чека, рече ќерко, да те прашам нешто прво, после вода напълни. Го зима тефтерот и ги чита месеците, а тие се 12-11 браќа, една сестра. И сите околу изворот седат. Ме рече, јануари, февруар, не можеш да испаднеш. Ќе се отепаш ако испаднеш од снег. Ами баба Марта каква? Баба Марта со 9 тума. Тука врне, тука сонце грее, за никаде. И за сите месеци лошо кажа. Оди си, рече ќерко, напълни си водичка, на секој збор по една жаба крастава од устата да ти испаја. Кога дојде дома, ја праша мајка е. Напълни ли ќерко вода? Напълни, еве донесов. Дај са да се напиеме и го подава бадарчето на мајко и топ една жаба од устата. Рече, один да ти изгорја, за жаби ли те прати да ми носиш у куќава? Како она, рече, донесе алтане, а ти жаби. Сирачево и вика, мајко, рече, да му јавиме на татко, нека си дојде, имаме пари доволно. И му јави, си дојде човек од куќата, направија и така си живеа среќно и весело сите.
Приказните на баба Солунка.